2 недели принуден распуст за учениците пред новогодишните празници, предлага микробиологот Никола Пановски, со цел да се превенира евентуално влошување на епидемиолошката состојба и ширење на новата омикрон мутација. Професорот Пановски веќе подолго време алармира дека затворање на училиштата пред празниците е единствено решение за да не се повтори катастрофата од минатата година. Јас би презрел мерки, сега е декември месец, да речеме 2 недели пред почнуваат католички, Божич, православен и така натаму, распуст на децата за да се редуцира јавниот превоз, со тоа што нема да одат учениците во школа, да 2 недели одат онлайн. Не им се прошири, нема да биде тоа распуст, нека имат школа. Во некои земји 2 недели ги пуштаат. Лекарите пак апелираат да се засили имунизацијата против COVID-19 како штит против новиот сој. Специјалистот Злате Мехмедовиќ смета дека третата бустер доза ја зајакнува отпорноста кон омикрон, но вели се уште е рано да се размислува и за четврта доза од вакцината. На сличен став и епидемиологот Драган Даниловски, кој има пооптимистички прогнози. Отиот пролет короната ќе циркулира само како обичен сезонски вирус. Штитот ќе ни биде дотолку поцврст колку што повеќе граѓани примат трета доза. Тука мислам на постарите и хронично болните. Помладите од 50 години, ако немаат хронични болести, нема потреба да се ревакцинираат. Во меѓувреме, првиот случај на омикрон вчера беше регистриран и во Словенија, а западните земји со заштитни мерки се штитат од засега непознатата мутација. Соседна Грција им забрани влез на затворено на сите возрастни граѓани над 60 години кои немаат примено трета доза вакцина, а мерката ќе важи и за туристите. Кај нас и понатаму на сила е мерката за задолжителни 2 дози вакцина за влез во трговски или угостителски објекти. Она што загрижува е оти надлежните од Министерството за здравство и од Комисијата за заразни болести, како да пропаднаа в земја. Па јавноста со недели нема слушнато дали и каква стратегија се готви за заштита од новиот досега најзаразен омикрон сој.